Здраво, ова е 86-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Рубен Бранд Колектор на Милорад Крстиќ, во кој станува збор за психотерапевт кој е прогонет во своите кошмари од 13 легендарни уметнички слики. Четворица од неговите пациенти, кои се всушност кратци експерти, ќе ги украдат тие дела за него, затоа што сметаат дека штом ќе ги има во посед, ќе исчезнат кошмарите. На тој начин докторот станува познатиот криминалец под псевдонимот Колекционерот, а детективот Ковалски е убеден дека ќе го уапси него и неговата банда. Уште во надреалниот кошмар во возот забележуваме дека главниот лик ќе биде прогонет од очудувачки призори и авторот на филмот нема да биде ригиден во нивното прикажување. Ќе се појавуваат нагло и ќе го држат гледачот во будна состојба за време траењето на филмот, на некој начин давајќи почит кон великаните на сликарството, започнувајќи со Веласкес, Дувенант, Ботичели, Моне, Ван Гог, Ворхол, Хопер, Пикасо, Гоген, Ренуар, од една страна и од друга поигрувајќи си со нивните концепции во една нова постмодерна форма. Уметноста е терапија за болестите на мозокот, вика докторот, и на своите пациенти им порачува да ги поседуваат проблемите за да може да ги разрешат. Тука доаѓа во игра колекционерството. Клептоманката Мими и останатите пациенти решаваат да ја тестираат колекционерската терапија на докторот на неговата кожа. Колекционерството само за себе знае да биде болест за комплетистите, но во филмот има намена за давање на спокој на разумот, кога ќе се има во посед обожуваниот предмет. Филмот дури и прави исчекор во подметнување на уметничките дела во кадрите на филмската лента во формативните години, што е еден мудар начин за протнување на објаснување на зародишот на ноќните мори од најрана возраст со неизбришливите сублиминални кадри во подсвеста. Пресвртот и епилогот обелоденуваат вистини со кои се врзуваат првиот и последниот кадар, но вметнувањето на интердисциплинарниот арт перформанс како начин на крадење е одличен метод да се даде артистичка нота на криминогениот чин. Со оглед на тоа што станува збор за криминалистички филм, нужни се брканиците со автомобили низ улиците, но и во нив е метната здрава доза на хумор. Исто така елементите од ноар филмот, односно детективскиот филм, се неизбежни. Филмот има стотици нацртани неподвижни и подвижни ликови кои ги избогатуваат многобројните сцени во брканиците низ градот. А поигрувањето со ритмот и музиката на инвентивен начин го диктираат темпото на филмот и однесувањето на ликовите. Дури и терапијата на докторот подражава музикалност. Филмот е флуиден, разигран и содржи незапирлива силина. Споредните ликови имаат забавен карактер, како тој на здебелениот дводимензионален лик, крадецот кој не може да замолкне и тој што краде со символиката на бројот 3. Во домот на мртвиот родител излепени се ѕидовите со постери од култни неми филмови, а божествено изгледа аквариумскиот под и ѕидовите на домот на Рубен. Не се поштедени и филмските референции од Рамбо до Полански и назад. Некои од ликовите се асиметрични, со поголем број на очи и дополнителни екстремитети од вообичаеното, други пак имаат две лица и се држат до симетријата, а со помош на нивниот изглед се доловува и минорна одлика на нивните карактери, со оглед на тоа што обемен е бројот на ликови, а краткотрајно е нивното појавление. Лесна е преобразбата на овие кубистички изблици во ноќни мори. Искористена е синтеза од 3D со 2D анимација, рачно нацртана и компјутерска обработка, но не секогаш таа е применета на најдобар начин, што е аномалија на филмот, која лесно се занемарува кога ќе се погледне колажот на делото како целина. Не се ни сомневам дека ќе има такви на кои нема да им се допадне мешавината на жанровски винјети, но ќе има и такви на кои рецептот ќе им биде погоден. Музиката на Тибор Цари варира од класични оркестрации до класичен рок-н-рол, а композицијата Киша пада буди едно елегично навраќање на минатото на главниот лик, а балканскиот мело знае суптилно да се подметне во филмот, но музиката одлично се разлива преку сомнабулното и реалното во една непречена халуцинација.
Има добра причина зашто не сме погледнале премногу филмови на Милорад Крстич, затоа што авторот е мултимедијален артист и неговиот творечки опус е расплинет на театар, сликарство, стрип и анимиран филм. Тој е балканец кој живее во Унгарија од 1989 година и во 1995 година го демонстрираше неговиот разигран и луциден дух со сексуалниот анимиран филм My Baby Left Me, кој освои сребрена мечка на Берлинале и уште во него може да се забележат карикатуралните и гротескни ликови и флуидната игра со нивните тела, што се воочливи начела и во неговиот долгометражен филм, во кој исто така ги имплементира и познавањето од мултимедијалноста. За да биде парадоксалноста поголема, Милорад го прави автореферентниот чин да прикаже сцени од My Baby Left Me и самосвесно ги напоменува Kiss Me Gently и The Barber of Blitvia во овој филм, како предложка за новински извештај за насилството во унгарските филмови и романтизирањето на машкоста од крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години. Може би нема некоја филозофска длабочина во ова лефтерно дело, кое се потпира строго врз детективскиот жанр со хичковска превртливост, асоцирајќи на Ocean's Eleven, James Bond, Pink Panther во ограбувањето на галериите и недлабинско профилирање на ликови, што не би било случај, например, со еден Loving Vincent, Персеполис или Waltz with Bashir. Но кога е анимација во прашање, трудот кој е вложен за комплетирање на делото, кој претендира да има уникатен визуелен печат, секогаш ќе изнуди пофалби. Љубителите на Liquid Tension на MTV имаат што да гледаат. Филмот беше прикажан на фестивалите во Локарно, Сараево, Чикаго, Варшава, Гетеборг, Севилја, кај што освои награди, и филмот се здоби со неколку Ени номинации. Ова е исклучителен анимиран филм кој е осмислен на постмодерен начин да си поигрува со богатството од ликовната уметност, се разбира со шарм и духовитост. Ако морам да го евалуирам, тогаш Рубен Бранд Колектор од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 86-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!